Нема суви лета за македонскиот исток. Вака оптимистички гласи прогнозата на штипскиот рударски инженер Трајче Митев. Ова го темели врз неговите повеќе децениски истражувања. Резултатите ги публикува во оваа студија. Обработил над 80 бунари во 4 општини од овој дел на земјава. Посебно пределите Штип, Кочани, Берово, Делчево, Пекчево се богати со вода. И мислам дека граѓаните не треба многу да се секираат за таа работа, бидејќи издушноста на бунарите во овој дел се движи некаде од 0,10 мл во секунда, а имаме бунари во Делчевскиот крај. И некаде по реката на Брегалница имаме од 7 до 10 литра во секунда и затоа издушноста во Источна Македонија е добра. За квалитетот на водата не треба да се има дилема кај експертите, тврди Митев, бидејќи се работи за чиста изворска вода. Делчевскиот предничи со концентрацијата на големи резерви на подземни води. Околината на Штип е богата со вода, тоа е изворска вода која е добра за пиење, која е добра за користење за полевање на посеви, за овошки, за лозје, за се, бидејќи е доста квалитетна. И таа вода не е кажано дека не доаѓа од овде, таа вода е малку подалеку, од поголема километража и таа вода секој пат значи хранење на река Отиња, хранење на река Брегалница. Прогнозата на Митев дека за 2 децении проблемот со чиста вода за пиење ќе биде поизразен, му дава за право да упати апел до надлежните да размислуваат како големите резерви на подземна вода да се комерцијализираат. Сакам Штип да биде врв, односно помагач на останатите општини во Штип. А ќе спомнам дека тие општини се Лозово, тие општини се Мечкуевци, Свети Николи и тој дел, кој ги бие доста сиромашок со дел и да ги снабдеме со вода тие општини, бидејќи секој пат водата значи живот. Врз основа на својата публикувана студија, предлогот на нашиот соговорник е експертите да ја изготват потребната геохидрокарта за Источна Македонија. Тоа ќе биде полесен пристап до секое врело на кое што вели Митев изворот на животот, што засега е еден вид скриено природно богатство на овој дел од Македонија.